Браче Джунови, преку Министерството за транспорт и врски, поддржано од владата, грант кој што го земавме преку Светска банка, заедно со владата и Министерството, се гради. Во завршна фаза, денеска ќе се комплетира, ќе се асфалтира. После 40 години ова улица, Клучна улица се реконструира скоро од 5000 метри квадратни, така да претходно следеше тука вадење на постојашкиот асфалт, подобрување на подлога, навелирање на улицата и сега асфалтирање. Вчера ја завршивме Илиденска, ја пушти по функција. По завршувањето на Браќа Джунови, кој што мислам денеска сабота ќе биде завршена, продолжуваме на улица Ресавска, која стои исто така околу 4000 квадрати. Улица Ресавска е преку инвестиција на општина Кавадарци. Таа треба да ја завршиме недела и понеделник, и вторник се почнува со доспремување на улица Блажо Алексов, која што исто е голема и клучна улица, централна, исто преку општина Кавадарци. Паралелно со Блажо Алексов ќе се работи и улица Пионерска, која што комплетно ќе се вади асфалтот, ќе се нивелира и ќе се ставаат два слоја, така да Кавадарци асфалтира и се гради како никогаш до сега. Ние пред 2 години ги реконструиравме хоризонталите кои што ги имавме булеварски решенија од Минчев, Цветан Димов, булевар Македонија, Страшо Пинџур улица, влезовите во градот. Сега ова е завршна фаза на асфалтирање со овие улици што ги спомнавме. Постојано остануваат мали приградски улици за асфалтирање и во селските подрачја. Така да мислам дека Кавадарци веќе доби тоа што одамна требаше да го добие, добри сообраќајници, со комплетно одбележување, побезбедни улици за возење и нормално со ова ги заштитуваме и нашите граѓани во делот на нивните автомобили, секојдневието, сигурноста, безбедноста и личиме на еден град кој што стварно има урбана и инфраструктурна добра програма. Нема крпење на ударни дупки? Па нема крпење на ударни дупки ова година, пошто и веќе немаме улица која што треба да ја крпиме. Единствено крпењето на ударни дупки се одвива само кај што на некои улици се имаат дефекти од водоводна мрежа, канализациона мрежа, но тоа е многу ретко и тоа гледаме да го избегнеме. Значи крпењето буквално и да не постои во овој дел. Останува за понатаки само улица Дисанска да ја прошириме со 3 ленти и Страшо Пинџур во делот на Ватча кој што е регионален пат да се доправи, така да мислам дека крпењето на дупки во Кавадарци веќе е завршена работа. Inal